Информациите стигнуваат до вас. Семејното насилство врз старата Љубица Крамарска од Робово го видоа институциите. Центарот за социјални работи од Берово по прилогот на Канал 5 експресно реагираше и успеа да го активира и матичниот лекар и полицијата, па по една недела од насилството врз старицата, таа доби болничко лекување на неврохирургија во Скопје. Директорката на центарот јавно призна дека институциите во овој случај потврдиле. Семејното насилство е една координирана акција на постапување и ако изостане било која алка од тој систем, истото целосно се нарушува. Значи во координација со полицијата, со судот, здравствениот дом и ние како Центар за социјална работа ќе ги превземеме сите мерки. Внукот насилник не им е непознат на социјалните работници. Но во 2007 година имаме изречено мерка, односно имаме дадено предлог до судот да се изрече мерка за задолжително лекување на Васко. Што понатаму се случило и дали за тајле службите и каде за тајле, јас не можам да кажам. Старата Љубица, која беше крвнички претепан од внукот, се уште е во критична состојба, има потреси, хематоми на мозокот и е со намалена мозочна активност како резултат на претепувањето. Ке сносили некој одговорност за овој фрапантен пропуст на институциите. Жално е што требаше најпрвин да се обратиме до телевизијата за да почнат да се решаваат проблемите. Па очекуваме да ни излезе полицијата од Берово во пресред околу поднесување на кривична пријава до основното јавно обвинителство во Берово. Центарот за социјални работи од Берово си седе за обврска старицата да биде сместена во старски дом, а насилникот во соодветна институција и да биде кривично гонет. Канал 5 пред 10 дена го обелодени семејното насилство во домот на старицата Љубица, кое траело 10 години. Пијаниот и агресивен внук се уште шета слободно. Во домот сега живее заедно со неговата исплашена тетка.